Колегите и семејството денеска се прости од полицискиот службеник Виктор Цветковски, кој вчера го загуби животот на регионалниот пат Куманово Свети Николе, кога беше прегазен од пијан возач. 37-годишниот полицаец е татко на 6-годишно дете. Меѓу колегите, тој важел за професионалец и бил назначен за ментор на полициските практиканти. Во стротната несреќа тој бил заедно со 25-годишен кандидат за полициски службеник, со кој извршувале службена должност. Цветковски починал на лице место, а практикантот со тешки телесни повреди е пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Министерот Оливер Спасовски, синдикатот и колегите денеска присуствуваа на погребот. Полицискиот синдикат испрати соопштение до јавноста со кое бара обвинителството најостро да ги санкционира напаѓачите на полициски службеници. Денеска, кога се простуваме од нашиот колега Виктор Цветковски, го испраќаме во неговиот вечен дом. Денеска, кога нашиот иден колега Александар Милошевиќ се бори за својот живот и здравје во ургентниот центар и на најсуров начин се соочува со предизвикот на својата професија, ние, раководството и сите членови на синдикатот, испраќаме силен апел, порака и барање за одговорност и најостро санкционирање на сторителите на овој грозоморен чин. Лицето кое ги прегази двајцата полициски службеници и повреди уште 2 други лица во моментов се наоѓа на болничко лекување, а обвинителството се уште работи на расветлување на случајот. Пред само една недела, синдикатот организираше трибина за потребите од измена на легислативата за напад врз полициски службеници. Обвинителството беше посочено како неажурно и благо во однос на санкционирањето на напаѓачите. Обвинителите признаа дека најголем број од напаѓачите завршуваат со условни казни и го вперија прстот кон судиите. Од казнено-правен аспект сме најповеќе условни осуди. Имаме и казни затвор, имаме жалби на јавни обвинители, но мислам дека ние како јавно обвинителство треба да реагираме на судовите во тој дел со вложување на жалби, инаку е несериозно да кажам дека судовите немаат соодветна казнена политика. Судиите пак настават дека обвиненијата не се подкрепени со доволно докази. Во меѓувреме, нападите врз полициските службеници не стивнуваат. МВР регистрирало 140 напади за што се пријавени 179 сторители. Според начинот на извршување, најголем дел од нападите се извршени поединечно од полнолетни лица.